Суперлигаш од пролет ги започна подготовките за новата сезона во ракометната Суперлига, а при тоа представи 4 нови засилувања. Скопскиот тим под водство на стратегот Никола Матлиевски означи старт на подготовките со првата прозивка и првиот собир на ракометарите. Клубот останал со исти амбиции како и во претходните сезони, а тоа ќе биде да се избори пласма во плейофот каде ќе се разигрува со најдобрите екипи. Пролет своите летни подготовки ќе ги реализира во Скопје, а ќе се работи со 2 тренинга на ден. Во однос на пријателски надпревар, првиот тест ќе биде на 16 август со прволигашот Multi Essence. Потоа клубот ќе учествува на турнир во Прилеп, каде ќе се соучи со Euroform Пелестер 2 и српскиот тим Црвена звезда. По завршувањето на турнирот во Прилеп, екипата на Пролет се враќа во Скопје, каде ќе продолжи со подготовките за стартот на новата сезона кој е закажан за 6 септември. Пролет се засели со Марко Мишевски, Марко Трајковски, Бојан Солев и Кристијан Давидковски. Мишевски игра на бековската позиција, тој е поранешен ракометар на Металург и Вардар, а со црвено-црните дојде до трофеи во Лигата на шампионите. Последниот негов ангажман беше во Франција, пошто се одлучи да се врати во македонскиот ракомет. Трајковски е 23 годишен пивот и всушност е повратник во редовите на Пролет, бидејќи за овој клуб настапуваше како младенец. Низ својата кариера има настапувано за Борец, Бутел, Јуниор Кисела вода, Тиквеш, Голден Арт. Солев ќе го чува голот на Пролет заедно со Даскаловски и Трајков, а минатата сезона беше дел од Борец. Давидковски искусен десен бек кој пред 2 години настапуваше за Пролет, пошто продолжи во Бутел, но сега одново се враќа во екипата на Пролет. Од клубот си заминаа пивотот Стефан Атанасовски и голманот Андреј Петковски. Новата сезона екипата на Пролет ја отвора против Тиквеш.